Македонскиот бизнисмен и поранешен дел од менаџерските структури на градежната групација Адора, Душко Чифлиганец, трагично го загуби животот во Чешка по тешка несреќа со моторцикл на трка во градот Брно. Несреќата се случила за време на аматерска, но престижна мототрка на познатата писта Аутодром Брно. Според првичните информации, Чифлиганец изгубил контрола над моторот при голема брзина и доживеал тежок пат. Иако итно бил пренесен во болница, лекарските тимови не успеале да го спасат од последиците од повредите. Душко Чифлиганец беше познат како страстен љубител на моторот и автомобилот. Активно учествуваше на бројни меѓународни мото и автотрки. Има освоено неколку награди за брзински моторциклизам. Освен спортските интереси, тој беше генерален менаџер на реномираната градежна компанија Адора Инженеринг, која е позната по развојот на елитни стамбени и деловни објекти во Македонија и регионот. Во последните години Душко живееше и работеше во Дубај, каде што водеше дел од интернационалното портфолио на семејниот бизнис. Тој беше син на реномираниот македонски бизнисмен и основач на Адора, Ванчо Чифлиганец, кој веќе соопшти дека семејството ќе се огласи дополнително по враќањето на телото во Македонија и организацијата на погребот. Оваа трагедија остави голема празнина и шок во деловната и спортската јавност, како и кај сите кои го познаваа Душко, како динамичен, посветен и спортски активен млад човек. Летото во Охрид оваа година го достигна својот врв, кога најголемата музичка балканска ѕвезда Аца Лукас приреди спектакуларен настап на сцената на Егоист Бич бар, еден од најлуксузните локали на Охридската ривиера. Во рамки на својата летна турнеја, која опфаќа настапи низ сите поголеми градови на Балканот, Лукас приреди вечер за паметење, каква што само тој знае да создаде, со страст, енергија и песни што ги пеат сите генерации. Овој настап не беше само уште еден концерт, туку вистински музички спектакл под отворено небо, проследен со импресивна продукција, светлосни ефекти и врна организација. Повеќе од 5000 посетители го наполнија просторот до последно место, а колоните од фанови кои чекаа да влезат се протегаа до самото крајбрежје. Голем дел од посетителите беа млади туристи од Србија, Босна, Хрватска, Црна Гора, но и од Германија, Швајцарија и Австрија, кои специјално пристигнаа во Охрид само за да го видат својот омилен пејач во живо. Штом се појави на сцената околу полноќ, Лукас буквално ја запали атмосферата, започнувајќи го безвременскиот хит "Кафана на Балкану", пошто следеа "Лична карта", "Песма од болова", "Упали светло" и новите песни како "Најачи кад немам". Секоја песна беше пречекана со бујни аплаузи и хорско пеење од публиката, што создаде вистинска магија на сцената и околу неа. Случајни минувачи и туристи што се шетаа крај езерото запреа за да го слушаат кралот на забавите. Атмосферата одекнуваше во целиот град, додека некои успеа да обезбедат место, дел останаа надвор и уживаа оддалеку. Со овој настан, Егоист Бич бар уште една се потврди како една од најдобрите летни дестинации на Балканот, каде што се случуваат најексклузивните забави. Локалот повторно покажа дека знае како да организира настани од високо ниво, со совршена логистика, безбедност и гостопримство. По Охрид Лукас ја продолжува својата турнеја со настапи низ Балканот. Фановите едва чекаат нова средба со музичката икона, додека охриѓани и туристите ќе ја паметат оваа ноќ како една од најдобрите забави на летото 2025. Раста конзумирал марихуана во шаторот позади бина. Пронајдено опаковка од супстанцата, потврдија од СВР Охрид. Српскиот рапер Стефан Ѓурич Раста синојка беше приведен во Охрид непосредно пред настапот на светската ѕвезда Џејсон Деруло. Инцидентот се случи зад сцената,
каде што раперот бил фатен во шаторот со марихуана само неколку часа пред концертот на градскиот стадион. Според извори од СВР Охрид, Раста бил затекнат како конзумира марихуана, а веднаш потоа следел претрес на неговата хотелска соба. Полицијата пронашла опаковка со марихуана до него, пошто тој ја поминал ноќта во притвор, потврдија од Сител. Очекувањата се дека денес ќе биде пуштен на слобода, додека истрагата и понатаму е во тек. Апсењето предизвика хаос во организацијата и доведе 40-минутно доцнење на концертната програма, бидејќи Раста не се појави на сцена како најавена предгрупа. Раперот пристигна во Охрид од Црнагора, каде што престојувал со инфлуенсерката Марија Балбан. Непосредно пред апсењето, Раста објави видео на Инстаграм како ужива покрај вода, без ни најмал знак од престојниот хаос. Ова не е прв пат Раста да има проблеми со законот поради дрога. Во 2020 година беше уапсен во Белград, а доби 8 месеци домашен притвор. Обвинителот може да побара судот да му определи притвор поради поседување на марихуана. Од количината што ја имал, зависи и тежината на делото. Раперот Стефан Ѓурич, познат како Раста, е уапсен во Охрид поради поседување на наркотици. Според информациите од истрагата, кај него била пронајдена одредена количина на марихуана. Обвинителот има можност да побара од судот спроведување на притвор, а правната квалификација на делото ќе зависи од точната количина на наркотици пронајдени во неговиот посед. Повеќе информации се очекуваат по завршувањето на полициската истрага и одлуката на надлежното обвинителство. На ден 3.8.2025 година, во 12:10 часот по полноќ, на спортскиот стадион во Охрид, полициски службеници од криминалистичката полиција при секторот за внатрешни работи во Охрид го лишиле од слобода Стефан Ѓурич Раста од Белград, Република Србија, кај кого при претрес била пронајдена и одземена упојна дрога марихуана. Осумничениот е задржан во полициска станица, а по комплетирање на документацијата ќе бидат поднесени соодветна пријава против него, се наведува во соопштението на обвинителството. Српскиот рапер Стефан Ѓурич, познат како Раста, е пуштен од притвор. По неговото апсење доцна во саботата вечер во Охрид, непосредно пред настапот. Според неофицијалните информации, тој бил приведен под сомнение за поседување недозволени супстанции. По поминатото време во полициска станица, Раста денес ја напушти просторијата под полициска придружба. Тој беше спроведен до Основниот суд во Охрид, каде што треба да даде официјален исказ пред истражните органи. Случајот предизвика бурни реакции на социјалните мрежи, а фановите се прашуваат дали ова ќе влие врз неговите идни настапи во Македонија.